Благодарам, председател. Почитуван колега, не обвинивте дека сме ве критикувале со статистички бројки и со факти. Па со што да ве критикуваме? Бројките се факти и докази се докажуваат конкретно со анализите и бројките кои што вашите институции и раководни кадри ги дале. Не може ние да измислиме бројка од над 50.000 ново невработени. Не може ние да ја проектираме на ММФ проекцијата дека невработеноста до крајот на годината ќе биде над 20%. Меѓутоа, затоа во новиот буџет предвидувате над 20 милиони евра за нови вработувања, односно нови привремени вработувања кои што се спремате за предстојните локални избори. Почитувани, 20 милиони евра предвидувате да ги потрошите на нови ваши партиски вработувања. И еве, зголемување во однос на вториот ребаланс во 2020 година е по основ на привремени вработувања од 58,7%, почитуван колега. И уште еден статистички податок, меѓутоа и произлезен податок од анализите на парламентарниот институт. 3 дена ве повикуваме да кажете како ќе се борите со корупцијата и криминалот. 3 дена ви предочуваме дека во буџетот имате предвидено 0 денари за борба против корупција и криминал. Одваѓа се, еве вие, дајте ни податок колку одвојувате, бидејќи најмногу се задржавте на пофалби на Министерството за внатрешни работи, на правдата, на правната држава. Ништо од тоа немате. Одговорете до кај ви се случаевите што се однесуваат на крупните сделки кои што ги правите. За СЈО можевте да одвоите плати за вработените, бидејќи тоа е испостава на СДСМ, иако истото не постои. Одвоивте плати за вработените за институција која не постои, а за другите институции во здравството не можете да одвоите средства. Меѓутоа, тоа всушност вам е и повеќе време предвидено. Го сменивте законот за јавно обвинителство, со тоа ги стимулиравте локалните функционери и пратеници и градоначалници да вршат предизборен подкуп. До кај е, почитуван колега, истрагите, до кај се постапките во однос на предизборните подкупи? Градоначалникот на Дојран, градоначалникот на Василево беа фатени како вршат подкуп. До кај ви е со Лидија Димовска, до кај сте со овие постапки? Меѓутоа, оваа влада е корумпирана и криминална. За борба против корупцијата имате предвидено 0 денари. Благодарам. Мартин Костовски, контрреплика.